Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате: Општините Охрид и Струга донираа по 1 милион денари поддршка за настраданите во пожарот во Кочани. Состојбата во јавните објекти во Охрид во однос на техничките услови и противпожарната заштита е добра, вели градоначалникот. Животот во мал град кој е туристички центар има позитивни и негативни страни. Четворица лихвари од Охрид добија кривични пријави. Најголем протест во Газа против Хамас од започнувањето на војната. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и максимална дневна температура до 14 степени Целзиусови. Во среда над Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе услови стабилно време со зголемена облачност и надпросечно топло за овој период од годината. На Апенинскиот и Балканскиот полуостров, како и на запад од Британските острови, врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и свежо со дневни температури кои што ќе бидат во опаѓање. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 11 до 18 степени. Во Македонија во четврток ќе преовладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Локално се очекуваат да наврнат и до 15 литри воден талок. Во утринските и предпладневните часови врнежите се очекуваат во западната половина од земјава, а во текот на денот ќе се прошират и во останатите предели. Ќе дува до умерен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 5 до 11 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 9, односно до 18 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд. Поинтензивни врнежи се очекуваат во првата половина. Локално се очекува да наврнат и до 20 литри. Ќе дува југоисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 22 км на час. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени. Во Охрид во петок и сабота ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Минималната температура од 6, односно 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 15, односно до 14 степени. Во недела умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Утринската 5, дневната 15 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење.
Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Општина Охрид ќе донира 1 милион денари од буџетот за настраданите во пожарот во Кочани. Одлуката едногласно ја донесоа советниците на денешната вонредна седница. Охрид сочувствува и е солидарен со семејствата на починатите и повредените во оваа голема трагедија. И ова е најмалку што во овој момент може да се направи, истакна градоначалникот Пецаков. Советот на општина Охрид денеска на вонредна седница едногласно донесе одлука за одобрување на финансиска помош во износ од 1 милион денари за семејствата на настраданите и повредените лица во пожарот во Кочани. 55-тата седница на Совет започна со едноминутен молк во знак на почит за 59 загубени млади животи во трагичниот пожар. Пожарот во дискотеката во Кочани е едно од најголемите трагедии што Македонија некогаш се случило. Изражувам сочувство, солидарност и поддршка не само со семејствата на починатите кои желба за оздравување или односно побрзо оздравување на сите оние кои што беа повредени во самиот пожар. Охрид како град најмалку што може да направи е оваа финансиска помош која што денеска Советот ја изгласи, и секако дека не само институционално и поединечно како можеме би помогнеле во процесите кои што понатаму ќе следат, а се потребни за поддршка на град Кочани. Финансиската поддршка е обезбедена од резервите на општината, а дел во износ од 200.000 денари се обезбедија со пренамена од програмата за култура. Во договор со Исламската верска заедница со која што општина Охрид традиционално години наназад одржува ифтарска вечер, се договоривме оваа година во минатата недела се договоривме оваа недела да нема
таква да нема организација нефтарска вечер и средствата кои што беа наменети за таа се пренаменети и се дел од оваа поддршка. Општина Охрид ќе ја упати финансиската помош на сметка за солидарна помош при Црвениот крст на Македонија. Финансиските средства ќе бидат исплатени од буџетот на општината. И општина Струга денес одржа вонредна седница на Советот со една точка на дневен ред. Одлука за доделување на финансиска помош од 1 милион денари за жртвите од трагедијата во Кочани. Седницата започна со едноминутен молк во чест на жртвите од овој многу трагичен настан. На седницата одлуката се донесе едногласно без ниту еден против и ниту еден воздржан, информираат од општина Струга. Состојбата во јавните установи во Охрид во поглед на технички услови и противпожарна заштита е добра. Контролите на кабареата, ноќните клубови и дискотеките се завршени и допрва се очекува конечна информација кои ќе продолжат со работа. Во тек е проверка и оспособување на хидранската мрежа во стамбените објекти, на препорака на општината, истакна градоначалникот Кирил Пецаков, во врска со вонредните контроли кои се спроведуваат во државава по несреќата во Кочани. За еден ден надлежните институции ја спровеле вонредната контрола на кабареата, дискотеките и ноќните клубови во Охрид. Вкупно 6 објекти, од кои еден дискоклуб, 3 кабареа и 2 ноќни клубови биле предмет на инспекциски надзор. Сите оние кои што имале лиценца за кабаре или диско клуб во 2023-2024 беа исконтролирани од страна на инспекциските служби и се тоа заврши во рок од 24 часа. Инспекциските служби беа составени од полиција, финансова полиција, инспектор од ДЗС за противпожарната заштита и пазарна инспекција. На 3 објекти од исконтролираните им е изречена забрана за работа се до исполнување на минимално техничките услови. За сега општината нема конечни информации за тоа колку објекти реално ги исполнуваат законските прописи за извршување на дејноста и ќе продолжат да работат. Тоа треба да го добиеме како податок, не ние, него сите како држава, како институции, па да знаеме точно во каква состојба се оние кои што веќе имале лиценца и кои во наредниот период ќе продолжат да имаат лиценца. Што се однесува пак до состојбата во образовните установи кои исто така ќе бидат контролирани на барање на Министерството за образование и наука, градоначалникот Пецаков вели дека во Охрид во изминатите 4-5 години со реконструкциите на училиштата биле изготвени елаборати за противпожарна заштита и истите се контролирани од страна на инспектор на дирекцијата за заштита и спасување. За сите оние недостатоци кои доколку ги имале, веќе имаше минатата недела состанок од страна на лицето вработено за безбедност во општина Охрид заедно со школите, доколку имаат недостатоци ќе се отстранат. Немам точен податок, меѓутоа генерално состојбата во јавните, би рекол, установи, не само школите, туку основните, средните, градинките, па и спортските сали е окей. Во стамбените згради за колективно домување пак периодов се работи од страна на претседателите на заедниците на станари или фирмата управител на оспособување и ставање во функција на хидранските мрежи. Посебно во постарите згради хидрантите се нефункционални во употреба без црева и шибери и таа состојба треба драстично да се промени, вели Пецаков. Општината е таа која што треба му препорача затоа што други се законите, инспекциите кои што и контролираат. Наша работа е сепак во моменти кога се случи ваква трагедија, каде што покрај индивидуалната одговорност и она кој што сите го гледавме во смисла на начинот на кој што се запали дискотеката, се користење на пиротехнички материјали во затворен простор, секако дека покажи одредени слабости во системот. Деновиве ќе се спроведуваат инспекциски надзори во хотелите и објектите за организирање на прослави и настани со посебен акцент на утврдување на минимално техничките услови и категоризација на ресторани, како и за другите одредби од Законот за угостителска дејност. Инаку владата донесе одлука да се направи контрола на сите издадени лиценци од страна на министерства и институции без разлика на што тие се однесуваат. По завршувањето на сите постапки ќе следат законски измени со кои ќе се предвиди ваква контрола да се спроведува на секои 6 месеци. Животот во мал град има и позитивности и негативности. Охрид како туристички центар нуди низа можности за напредок и културно издигнување, но не достига анимација преку целата година.
Животот во мал град има и придобивки и негативности. Охрид, како еден од најубавите и најпознатите туристички центри во земјава, нуди многу позитивности за младите. Младината може добро да заработува, ангажирајќи се во секторот угостителство и туризам, дополнително да стекнуваат знаење и искуство за понатамошната кариера. Понатаму, уште една голема придобивка е тоа што Охрид во сезона е главен културен и забавен центар во земјава и пошироко, па нуди забава и културно издигнување. Во гледаме од перспектива сега во Охрид, мислам ние доста во Охрид си важиме и се надевам дека и тоа зборувам за сите млади како малку локал патриоти кои што си го сакаме Охрид бидејќи си има доста убавини, природни и културни. Една од вака најголемите работи во град како Охрид е тоа што меѓу себе луѓето добро се познаваат, зависно, мислам независно тоа што го работат, повеќе се поврзани меѓу себе, социјалниот момент е на некој начин многу голем плюс за помал град, ево наспроти некој поголем град, дури за која било работа и да се договараш, можеш и во 5 минути да се договориш, да се најдиш, доколку треба да завршите некоја работа, во помал град можеш истата работа да завршиш во еден ден наспроти во цела недела, едно место на една страна, па друго на друга страна. Друг момент е работите кои што меѓусебно, бидејќи се познаваме, си помагаме, се поддржуваме. Животот во мал град, како Охрид, иако има многу придобивки, носи и одредени предизвици и негативности, особено за младите кои бараат поголеми можности за раст, развој и професионален успех. Овие ограничувања често ги тераат младите да размислуваат за миграција во поголеми градови или во странство за да ги постигнат своите амбиции. Тоа централизирање на главните градови кои што ги нуди повеќето можности да бидат таму наспроти малите градови. Така што е едно од најголемите предизвици во Охрид е можноста првично за младите кои ќе завршат со своето средно образование каде да го продолжат своето високо образование доколку се одлучат за тоа. Охрид е навистина да кажеме тесен со тој избор бидејќи нема премногу избори во високо образование, па младите го бараат тоа или во Скопје, во пример Битола, но и многу често надвор, во Словенија е најголемиот пример за тоа. Исто така тоа си повлекува и работни места и позициите кои што ги нуди градот сам по себе, бидејќи повеќето фирми, компании, па сега ето и IT фирми се во Скопје, можностите, поголемо заработување, но секако друга страна и поголемите трошоци се таму, а Охрид ето една можеби негативност така како да кажеме туристичко место кое што е што 365 дена цените тука нас ни се високи. За задржување на младите во малите градови потребно е отворање на нови работни места, IT фирми и стартап компании. Кривична пријава против четворица охриѓани за сторено кривично дело лихварство. СВР Охрид поднесе кривична пријава против четворица охриѓани на возраст од 28 до 34 години, поради постоење основни настомнение за сторено продолжено кривично дело лихварство по член 260 од Кривичниот законник. Во периодот од 2021 до 2024 година, пријавените на повеќе наврати на лице од Охридско преку неговата невенчана сопруга му давале пари назаем, а после тоа договарале за себе несразмерна противправна имотна корист и со присилба им изнудиле вкупно 17.990.000 денари. Парите, освен што биле уплаќани на сметките на пријавените, биле уплаќани и на сметки на други лица, информираат од МВР. Да погледнеме какво време ќе имаме во наредните денови. Следува ТВМ Метео. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно!